Почитуван председател, почитувани колеги, почитуван колега Балковски. Внимателно ве слушнав и посебно за репликата ме потикне моментот што го спомнавте за просторното планирање. Пред да започнам конкретно, сакам само да ве запознам дека во буџетот за унапредување на животната средина имаме планирано 294 милиони денари и во споредба со претходниот буџет од 2020 година се скратени 21 милиони денари, но најголемо намалување има во категоријата програма за намалување на аерозагадувањето со 20 милиони денари помалку. Немојте да се лутите, колега, што овде ќе ве потсетам на вашите ветувања, затоа што не ги исполнувавте. Зборувам за предизборните ветувања кои што ги даде коалицијата, нели, план за живот, живот за сите и така натаму. И сега во тие ветувања имаше многу за животната средина, дека сите иницијативи што ќе бидат покренати од граѓаните кога станува збор за спас на животната средина ќе бидат прифатени, но за жал реалноста е сосема различна. Значи, деталниот урбанистички план во кисела вода е убиство за животот што го ветувавте за кисела вода. Се предлага денес деталниот урбанистички план со згради со висина од повеќе од 50 метри, нема сервисни улици, избришано е зеленилото, скратени патеки, школа и градинка е планирано да се градат под далновод од 100 киловати. Денес во кисела вода се дозволува нови дивоградби со повеќе од 7 ката високи згради и целиот хаос со градбите што во иднина ќе се предизвикува од високите згради ќе нарушува дневната циркулација на воздушните маси. Знаете, ова многу ме погоди кога станува збор за сето ова што го зборувам, заради тоа што прво што ми текна идните генерации кои што ќе следат после нас, нема да знаат многу за движењето на воздушните маси. Знаете зошто? Затоа што реформите кои денес се предлагаат во образованието ќе ги направат учениците да не знаат многу географија, а посебно историја. Да, колешке Жаклина, благодарам што ми дофрлате. Имате многу негативности кои што би сакала да ги спомнам, но еве конкретно само ќе се задржам на проблемите кои што се во кисела вода, иницирани заради погрешниот детален урбанистички план кој што се предлага од конкретното раководство, тоа е градоначалникот Филип Темелковски. Ви благодарам.